Pismo od apostol Pavle do Римјаните, глава 8. И така сега нема осудување за оние кои се во Исус Христос, кои живеат не по телото, туку по духот. Бидејќи законот на духот, кој дава живот, ме ослободи во Исус Христос од законот на гревот и на смртта. Зашто тоа што беше невозможно за законот, од причина што беше ослабнат поради телото, го изврши Бог, откако го испрати својот син во тело, слично на грешното наше тело. И во жртва за грев, го осуди гревот во телото. Та оправдувањето, што доаѓа и го бара законот, да се исполни во нас кои живееме не по телото, туку по духот. Зашто оние кои живеат по телото, размислуваат телесно, а оние кои живеат по духот размислуваат духовно. Зашто копнежот по телото води во смрт, а копнежот на духот води во живот и мир. Зашто копнежот на телото е непријателство на Бог, тоа не се покорува на Божиот закон, а ниту пак може. Оние кои се телесно настроени не можат да му угодат на Бог. Меѓутоа, вие не сте му предадени на телото, туку на духот, но само ако живее Божиот дух во вас. Но ако некој го нема Христовиот дух, тој не е негов. Но ако Христос е во вас, телото е мртво поради гревот, а духот е жив поради праведноста. И ако во вас живее духот на оној кој го воскресна Исус од мртвите, тогаш тој кој го воскресна Исус Христос од мртвите, ќе ги оживее и вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас. И така, браќа, не сме му должни на телото, па да живееме телесно. Зашто ако живеете телесно, ќе умрете. Но ако преку духот ги умртвувате дејствата на телото, ќе живеете. Зашто кои се управуваат според Божиот дух, тие се Божи синови. А вие не го примивте духот на робството, да пак да живеете во страв, туку го примивте духот на посинувањето, преку кого викаме Ава, татко. Самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека сме Божи деца. Ако пак сме деца, тогаш сме и наследници на Бог и сонаследници со Христос. Зашто ако страдаме со Него, ќе бидеме и соучесници во Неговата слава. Зашто сметам дека сегашните привремени страдања не се достојни да се споредат со славата која ќе се открие во нас. Па и созданието со големо очекување копнее да го види откривањето на Божите синови. Бидејќи самото создание беше подчинето во немоќ, но не по своја волја, туку по волјата на оној кој го подчини, со надеж дека и самото создание ќе се ослободи од робството на распадливоста и ќе помине при славното ослободување на Божите деца. Зашто знаеме дека сите созданија заедно со нас воздивнуваат и се измачуваат во породилни болки, се досега. И не само тие, туку и ние кои ги имаме првите плодови на духот, и ние самите воздивнуваме во себе си и го очекуваме своето посинување, односно откупот на нашето тело. Сушност, со таа надеж се спасивме, а надежта што се гледа не е надеж, зашто кој би се надевал на она што го гледа. Но ако се надеваме на она што не го гледаме, тогаш тоа со трпение го очекуваме. Исто и духот ни помага кога сме безпомошни. И кога не знаеме како треба да се молиме, самиот дух посредува за нас со неискажливи воздишки. А тој кој ги испитува срцата знае каква е желбата на духот, зашто тој посредува за светите според Божјата волја. Но знаеме дека Бог дејствува се за добро на оние кои го сакаат Него и кои се повикани според Божјата волја. Зашто оние кои ги позна, нив ги предопредели да бидат еднакви според ликот на Неговиот син, за да биде тој првороден меѓу многуте браќа. А кој ги предопредели, нив и ги повика,
а кој ги повика, нив ги оправда, а кој ги оправда, нив и ги прослави. И така, што да кажеме на тоа? Ако е Бог со нас, кој ќе биде против нас? Оној, кој не го поштеди ни својот син, туку го предаде за сите нас, како сега не ќе ни подари се друго заедно со него. Кој ќе ги обвини Божите избраници? Бог ли кој ги оправдува? Кој може да ги осуди? Зар Исус Христос кој умре и воскресна од мртвите, кој е од десно на Бог и посредува за нас? Кој ќе не одвои од Христовата љубов? Дали неволја или страдање, прогонство или глад, беда или нож, како што е напишано: поради тебе не убиваат секој ден и не сметаат како овци за колење. И покрај сето тоа, ние надмокно победуваме преку оној кој не возлюби. Убеден сум дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ниту властите, ни сегашноста, ниту иднината, ни силите, ниту височината, ни длабочината, ниту било кое друго создание ќе не одвои од Божјата љубов во Исус Христос нашиот Господ. Нека му е слава на Господ Исус Христос од сега во сите векови. Амин.